Сиве овие години некако винарскиот сектор, лозаро-воштарите беа во фокусот на онаа земјоделска аграрна политика. Имаше одредени добри и лоши работи, вие најдобро знаете за што се минувавте низ овие години. Меѓутоа, еве сега дали очекувате дека нешто ќе се промени со новата владина гарнитура? Што е оно што би им го порачале, на што посебно да посветат внимание и што вам ви е потребно за да можете да го промовирате вашето вино не само овде во нашава држава, туку и надвор од државата. Сепак искуството покажува дека со квалитетот можеме да постигнеме многу. Значи, интервенцијата на државата во земјоделското производство во Република Македонија е била и ќе остане потреба. Ние не сме високо развиена држава која може да обезбеди солидни, стабилни услови за самостоен економски развој на нашето земјоделие, така што тој интервенционизам е присутен и во Шпанија, во Португалија, во голем па и во Италија, значи не само во земјоделските земји, туку и земјите кои имаат развиена индустрија, но и развиено земјоделие. Така да тој интервенционизам ќе мора да биде се уште присутен, со една додавка дека државата мора да направи кои се нејзините приоритети во областа на земјоделието. Поточно, кои гранки се доходовни и каде треба да се инвестира. А не по инерција да одеме со било какво производство заради само производство. Македонија мора да се ориентира кон продуктивно земјоделие, кон окрупнување на земјоделските површини и кон избор на производи кои ќе бидат конкурентни на меѓународниот пазар и на тој начин ќе остваруваат приход и профит за државата.